Заедно со учениците на првиот училишен ден во основното училиште Ванчо Праке Штип се појавила и короната. Па по само еден ден настава цел клас е изолиран, бидејќи освен двајца, сите останати покажале симптоми на коронавирус. Големата препрека која коронавирусот ја постави на самиот старт од учебната година за раководството на училиштето е разочарувачка вистина. Ние само што почнеме со учебната година, знаете, направивме припрема за тоа се да изгледа најнормално. Меѓутоа, не можеме да бегаме од оваа ситуација, ова е реалност. Сметаме дека, бидејќи се уште немаме информација дека децата се позитивни, не се тестирани, тие деца цело оделение веќе е во изолација, денес не се на настава. Наставничката, констатиравме со наставничката дека таа треба во поголемите часови да си држи нормално настава преку Teams од онлайн настава. Во овој момент, 5 одделенците од овој клас се под строга лекарска и домашна контрола, но грижата за нив стои уште поголема грижа во прашањето што ќе се случува со останатите ученици кога веќе короната во училиштето дошла уште на првиот час. Ги посетив сите оделенија. Се договоривме за тоа како тие треба да се заштитат самите, како да не заштитат нас вработените наставниците, а и домашните дома, бидејќи сите дома имаме некој повозрасен од нас. Се знае дека со пандемијата кој најмногу може да настрада, така да тоа е ситуацијата која во ќе ја решаваме. Значи децата се запознати, протоколите се јасни. Аларм кој короната во Штипското училиште се случи веднаш е предупредување и за останатите училишта, и тоа не само во Штип. Но министерката Мила Царовска тврди дека моментот не е за паника. Во изминатиот ден имавме само 14 позитивни случаи кои што немаат интерна трансмисија, епидемиолошките служби, државниот санитарен инспекторат си се на терен и си постапуваат согласно протоколите, но тоа е, морам да истакнам, 0,01% од вкупниот број на ученици во државата. Потврда за кажаното од Царовска е и состојбата во останатите училишта. Во основното училиште Никола Карев стартуваат 400 ученици вкупно. Значи учебната година започна во ред. На располагање училиштето има 7 влеза вкупно, каде што има направено распоред за влез и излез на сите ученици, се почитуваат сите протоколи дадени од страна на МОН и сметам дека сега се е во ред. Дали случајот во Штип навестува можно елиминирање на планот А и подготовка за примена на планот Б е нејасно и се зависи од развојот на ситуацијата. Но почетокот, барем во Штип, воопшто не е добар за никого и реално е да се очекува брза и соодветна реакција.